Царинската управа на Република Македонија денеска го одбележува денот на тарината 14 април. По тој повод традиционално организира свечена церемонија на која ги презентира активностите во изминатата 2012 година, а промовирана и снимена емисија за деца на тема царина. Ова е првата вест за денеска, останатите содржини ги гледаме во продолжение. Започнаа градежните работи на втората делница од булеварот Борис Трајковски. Советот на општина Илинден ја одржа првата конститутивна седница. Во Скопје одбележан денот за деца од улица. Во Македонија регистрирани околу 60.000 алкохоличари. Градежните работи за проширување и реконструкција на втората делница од булеварот Борис Трајковски влегуваат во завршен. Во наредните денови ќе се асфалтира делница долга 1126 метри на потегот од крстосницата со булеварот Србија до влезот на поранешната фабрика стакларница. Со комплетното завршување на овој капитален проект, булеварот Борис Трајковски ќе добие нов лик во вкупна должина од 2,5 километри. Ивана Митковска. Откако во октомври минатата година градот Скопје официјално ја отвори за сообраќај првата делница од проширениот и реконструиран булевар Борис Трајковски, во наредните неколку денови ќе се асфалтира и втората делница во должина од 1126 метри на потегот од крстосницата со булеварот Србија до влезот на поранешната фабрика стакларница. Постојниот оштетен асфалт на улицата ќе се изгребе, ќе се изработи порамнителен слој од асфалт бетон и ќе се нанесе завршен слој од полимеризиран асфалт бетон. Продолжуваме со асфалтниот слој, имено во рок од месец дена оваа сообраќајница ќе треба да биде комплетно завршена. На овој булевар беше поставена и атмосферска канализација по целата должина, беше и направен и мост на Устијанскиот канал по целата ширина, значи со 4 ленти и со тротоари од двете страни, и со тоа во овој дел од општината Кисела Вода ќе се добие еден модерен булевар кој што ќе овозможи поголем развој на општината, а воедно и подобрување на условите на жителите кои се движат по овој булевар. Со проширувањето на овој дел, булеварот Борис Трајковски доби 4 коловозни ленти широки по 3,5 метри. Од двете страни на коловозот се изградени тротоари покриени со бекатон плочки и е поставено ново улично осветлување. Градоначалникот на општина Кисела Вода Билјана Беличанец Алексик апелираше за трапеливост кај граѓаните додека траат градежните активности. Би сакала да ги замолам нашите сограѓани да имаат трпение во текот на изведувањето на градежните работи и со своето однесување да придонесат кон побрза и поефикасна финализација на проектот. Во проектот за проширување и реконструкција на булеварот Борис Трајковски, градот Скопје вложи околу 4 милиони евра, финансии обезбедени од Европската банка за обнова и развој, како кредит и од буџетот на град Скопје. Советот на општина Илинден денеска ја одржа првата конститутивна седница на која беа верификувани мандатите на сите членови од новиот состав. Секој од избраните членови на Советот потпише и свечена изјава. Новиот Совет на општина Илинден е составен од 15 членови, 10 советници од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија и 5 советници од СДСМ. Новиот Совет на општина Илинден, кој е составен од 15 членови, од кои мнозинството го има ВМРО ДПМН со 10 членови, а СДСМ со 5 советници, ја одржа првата конститутивна седница. На денешната седница, со која председаваше најстариот советник Стојадин Ѓоргиевски од ВМРО ДПМН, беа верификувани мандатите на сите членови од новиот состав. Секој од избраните членови на Советот потпише и свечена изјава. Многу е значајно тоа да Советот функционира брзо, ефикасно, за да може сите одлуки да бидат донесени навремено, за да може проектите да се реализираат во планираниот рок. Убеден сум во тоа дека советниците максимално ќе бидат посветени на своето работење, како и досега, општина Илинден да продолжи со реализација на предвидените проекти кои што беа дефинирани од страна на граѓаните, кои што се ставени во програмата за работа.
Една од точките на дневниот ред на првата конститутивна седница беше изборот на нов претседател на Советот. Маријан Милошевски, кој беше претседател и на претходниот состав на Советот на општина Илинден, со апсолутно мнозинство од 15 гласа за, повторно избран за претседател на Советот на општина Илинден. Поттикнати од приказната која потреса Македонија, Сдруженијето родители и деца со пријателите организира акција за собирање донации за малиот најден. На детето му се потребни најмногу облека, млеко, нан и пелени. Ке се собираат пари и потоа ќе се купат потребните работи. Но не е на одмет и нема да одбиеме ако за некого е полесно да донесе бебешка најмала облека, памперс, пелени, млеко, нан, марамици и слично, истакнуваат од Сдруженијето. Донациите ќе се собираат утре на 13 април од 12 до 15 часот во кафулето АБЦ на булевар Илинденска. Истовремено групата граѓани организира уште еден настан за собирање донации за најден во недела на 14 април од 12 до 14 часот во градскиот парк кај школка, велат од родители и деца. Новороденчето беше пронајдено во грмушки во двор во Арачиново со пресечен јазик. Мотото со кое се одбележа Меѓународниот ден за деца на улица 12 април е не е хумано давање пари на дете кое питачи. Ако ти не го спречиш ова, тогаш кој? Зошто министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски упати апел до сите граѓани да ги пријавуваат децата кои питачат, а со тоа да им се овозможи изгрижување во дневните центри. Елизабета Дамјановска. Министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски и генералниот секретар на Црвениот крст на град Скопје Сузана Тунева-Пауновска денеска го посетија дневниот центар за деца на улица во автокоманда, при што ја истакнаа важноста од згрижувањето на децата од улица. Министерот Ристовски накратко се дружеше со дечињата кои му рецитираа песни и му се заблагодарија за посетата, а потоа упати апел до сите граѓани својата хуманост да не ја искажуваат преку давање пари на децата кои денот наместо во училиште го поминуваат на крстосниците, туку да ги пријават до службите, за подоцна истите да бидат згрижени во дневните центри. Би сакал да апелирам од оваа прилика до сите граѓани на Република Македонија. Секој еден граѓанин на Република Македонија, јас сум свесен дека врз основа на својот емотивен пристап во даден момент, во својата емотивна реакција, проаѓајќи на улица, или застанувајќи на семафор, сака на некој од тие дечиња да му помогне и му дава пари. Не е хумано, не е во ред, не е правилно на тој начин да се изразува поддршката кон тие деца. Доколку децата се вратат без пари, тогаш нема да се постигне ефектот од питачењето и тие деца ќе се намали интересот тие деца да бидат повторно пуштени на улица. Работата на дневниот центар во автокоманда Ристовски ја оцени како успешна, при тоа нагласувајќи дека на децата им ја овозможува потребната ресоциализација пред да се вратат во образовниот систем. Јас не гам илузии дека ние преку ноќ ќе го решиме проблемот со питачењето во Република Македонија. Во континуитет секој ден имаме една постојана група од отприлика 20 на деца која што е присутна овде. Тоа се дечиња кои што ги подготвуваме за вклучување во образовен систем или вклучување во градинка. Прво мора да им се обезбеди соодветна адаптација заради процесот на нивна ресоциализација и нивно повторно вклучување. Некаде во просек над 150 деца во текот на изминатата година поминаа низ целиот овој процес кој што го спроведуваме ние во дневниот центар, односно во транзитниот центар. Од тие деца некаде приближно 100 деца се вкупно запишани веќе во образовен систем или вклучени во детските градинки. Црвениот крст на град Скопје со своја донација денеска ја покажа грижата за децата од улица. Дополнителна облека, кебиња и согласно потребите кои што ќе произлезат од работењето со овие деца, значи донациите ќе продолжат во насока на поддршка во школски материјали, храна. Сакам да истакнам дека целиот овој систем на згрижување на овие деца ќе придонесе исто така во рамките на Црвениот крст волонтерите кои што работат на регуларните активности на Црвен крст почесто да бидат присутни во овие дневни центри и на овие деца да им се овозможи значи пристап до сите оние активности кои што ги имаат останатите деца во градовите широм државата. Во состав на одбележувањето на Меѓународниот ден за децата од улица, а во организација на невладините организации Уметност на живење Македонија, Арт Лайф, Суна и Банка за храна Македонија, денеска се доставува храна за децата од улица.
Ротари клубот Скопје Камен мост во соработка со Меѓународното училиште Нова и поддршка од градот Скопје организира конференција за професионална ориентација на средношколци под мотото "Зошто е толку важно да изберам вистинската професија за мене". Конференцијата ќе се одржи утре на 13 април од 12 до 17 часот во просториите на Меѓународното училиште Нова. На неа ќе се обратат повеќе истакнати говорници како Венко Андоновски, Жан Митрев, Димитар Богов и Илијан Чогаговски, кои пред учениците од 2 и 3 година средно образование ќе го споделат своето лично искуство за тоа како тие ја избрале својата животна професија. На собирот ќе бидат присутни ученици од скопските средни училишта кои подоцна во мали групи ќе имаат шанса подетално да се информираат за специфичните професии како академска кариера, архитектура, бизнис и финанси, здравство и медицина, инженерство и право. Предавањата во малите групи ќе бидат водени од видни членови на Ротари клубот Скопје Камен мост. Алкохолизмот во Европа, на Балканот, па и во Македонија е сериозен проблем. Според последните статистички податоци, во Македонија регистрирани се околу 60.000 алкохоличари, а на светско ниво оваа бројка достигнува и до 140 милиони болни од алкохолизам. Овие бројки за жал постојано се зголемуваат, така што алкохолната зависност постојано се распространува ширум најразлични општества. Андријана Димитриевска. Сдруженијето на абстиненти Здрав живот денеска го одржа вториот меѓународен форум за алкохолизам и други зависности, како и работата на клубовите на лекување на алкохоличари во Република Македонија. Сдруженијето Здрав живот денеска организира форум и по повод 10 години од постоењето на ова здружение. На меѓународниот форум беа присутни представници од повеќе држави, а главен акцент се стави на худолиновата метода на лекување, која на светско ниво има најдобри резултати во лекувањето. Искуствата тоа го потврдуваат од работата на Италија, Шри-Ланка и уште многу други држави. Психотерапевтот магистер Вангелица Гаврилова не информираше дека секоја година млади волонтери се испраќаат во Италија, кои потоа стекнатите знаења ги пренесуваат на членовите од здруженијето. Наша цел не е само од зависниците на алкохол да направиме абстиненти, туку тие абстиненти да останат консеквентни на нашите заложби, а нивните определби, а тоа е повторно да не посегнат кон алкохолот. А целта на овој форум фактички представува и презентација на худолиновата метода, која представува една од најефикасните методи за справување со оваа зависност. Алкохолизамот во Европа, на Балканот, па и во Македонија е сериозен проблем. Според последните статистички податоци во Македонија регистрирани се околу 60.000 алкохоличари, а на светско ниво оваа бројка достигнува до 140 милиони болни од алкохолизам. Овие бројки за жал постојано се зголемуваат, така што алкохолната зависност постојано се распространува ширум најразлични општества. Статистиките покажуваат дека алкохолната зависност допрела и до успешни бизнис директори, талентирани механичари, работници, архитекти и членови на цркви од сите религии. Научниците се уште не дефинирале типичен карактер на еден алкохоличар и тие не можат да предвидат со потполна сигурност кои пијачи прогресивно ќе развијат алкохолна зависност. Мажите имаат 3 пати поголема веројатност да станат алкохоличари во однос на жените, додека луѓето над 65 години имаат најмали стапки на алкохолизам. Во Македонија, но општо и во светот, луѓето кои почнуваат да пијат на рана возраст имаат голем ризик да станат алкохоличари. Проценките кажуваат дека 40% од луѓето кои почнале да пијат на возраст под 15 години ќе станат евентуално алкохоличари во некој момент од својот живот. Овие индивидуалци имаат 4 пати поголеми шанси да станат алкохоличари во однос на оние кои го одложиле пиењето до својата 21 година. Од следниот прилог информирајте се повеќе за дел од културно-забавните случувања вечерва во Скопје. Во универзалната сала од 20 часот со представата филм на независниот проект од Скопје почнува 6-тиот интернационален театарски фестивал Лица без маски. Со представата Надеж, вечер со Бетовен на Државната опера и балет од Анталија, Турција, на големата сцена во Македонската опера и балет од 20 часот, во режија и кореографија на Рисима Рисимкин почнува 9-тиот Танцфест Скопје. Во салон од 19:19 вечерва од 20 часот почнува културната манифестација Гимназијада, што ја организира културно-информативниот центар во соработка со средните училишта од Скопје.
Во Драмскиот театар вечерва од 20 часот се изведува представата Лет над кандидатското гнездо, театар комедија. Во театарот за деца и младинци вечерва се изведува представата Црвенка, па која изобилува со музика, пеење, игра и хумор. Низ приказната е представено времето во кое живееме, но време во кое крајот мора да биде среќен и да ги задоволи децата. Еве што ќе гледате понатаму во вестите. Спорт. Панатинаикос изравни со 1:1 во плейофот во кошаркарската Евролига. Актуел. Хуманитарната мисија на Мадона во Малави ја премина границата. Панатинаикос изравни на 1:1 во плейофот во кошаркарската Евролига, а тимот на Чикаго Булс ја прекина победничката серија на Нью Йорк Никс во NBA лигата. Спортските вести се веднаш по рекламите.